Овој петок, ова утро, Суза ја пречека нашата прва гостинка Марија Ѓорѓиевска, ембриолог во Аџивадем Систина. Една убава, интересна тема, Сузе. Систина со едукативни предавања за сите што планираат бременост и на сите кои што тоа го посакуваат. Јас од се срце им посакувам да го доживеат тој момент. Добро утро и Суза, уште еднаш и повелете со разговорот. Благодарам многу, Цопче, поздрав и до нашите гледачи и се разбира до нашата гостинка Марија. Добро утро, ние сме прв пат заедно во студио. Така е, добро утро. Чести задоволство ми е што сум дел од вашата емисија. Тема имаме која јас со друг збор би ја нарекла надеж. Инвитро како термин, како метода повеќе од 25 години ми се чини дека ни се провлекува и секогаш асоцира на надеж, секогаш асоцира на решение и на среќа, бидејќи знаеме дека многу двојки, многу парови за жал не се во можност по природен пат да се стекнат со потомство, но веќе знаеме дека подолго од 2 децении во нашата земја имаме успешно извршени инвитро фертилизации, метода која што овозможува со вонтелесно оплодување да многу парови се стекнат со потомство во Систина. Веќе тоа се случи прв пат во 2002 и денеска веќе оние бебиња родени во Систина веќе се и родители и повторно имаат потомство. Како стручно би ја објасниле ние инвитро фертилизацијата? Да, токму така, тоа е метода на биомедицинско потпомогнато оплодување, која, како што кажавте, дава надеж на јадници парови, кои без оваа процедура никогаш не би можеле да се остварат како семејство, да имаат потомство. И самиот збор потпомогнато оплодување нели кажува дека на природниот циклус му е потребна мала или поголема стручна медицинска помош. Затоа и нели тука сме ние, како да кажам, стручниот медицински тим од Оделот за асистирана репродукција при клиничка болница Аџивадем Систина. Кога природата на некој начин нели не ги исполнува условите за бременост, улогата ја превзема стручниот тим кој е составен од еминентни гинеколози, ембриолози, андролози, тука се медицинските сестри кои што се многу добри координатори. Вклучувајќи ги самите пациенти кои што со својата соработка и доверба го комплетираат процесот. И сите ние од тимот имаме една иста цел, а тоа е нели да постигнеме полесна и успешна бременост. Така, велите, кога природата не може, вие настапувате на сцената. Кои се основните предуслови за една успешна бременост? Да, прво да кажам дека успешна бременост е прецизна комбинација од биолошките карактеристики на самиот пар, како на мажот, така и на жената, исто така лабораториските фактори, бидејќи целата манипулација на јајцеклетки и сперматозиди се изведува во строго контролирани лабораториски услови, како и медицинскиот третман и грижа. Предуслови секако се возраста, хормоналната рамнотежа, генетските фактори, како и животното опкружување. Секако дека овие, да кажам, параметри не секогаш се нормални, колку и да сакаме, ние самите како индивидуа не можеме да ги контролираме и поради тоа, како што кажавме, е потребна и таа мала медицинска насока да им ја дадеме на пациентите, за да тие можат полесно и успешно да ја постигнат својата цел. Да. Како започнува целата постапка или да речеме кои се подготовките кои треба на почеток да се направат, чинам дека тоа не е баш така едноставна работа. Точно така, првиот контакт пациентите го имаат со доктор специјалист за хумана репродукција, кој преку информативен првичен разговор назначува анализи со кои што може да ја изнајде причината за неплодност. Најчестите анализи нели се спермограмот, хормоналниот статус, ултразвучниот преглед и така натаму. И како резултат на сите овие нели анализи, тој прави персонализирана и прецизна стимулација кај жената како индивидуа според нејзиниот хормонален статус, возраста, медицинските циклуси доколку претходно ги имала жената и така натаму. Една од најчестите анализи е
антимулеријан хормон кој што е мерка за оваријалната резерва, но не и мерка за квалитетот на јајцеклетките, затоа што многу често се случува да имаме низок антимулеријан хормон кај помлади пациентки, но добиените јајцеклетки се помлади баш заради возраста, додека кај оние повозрасните добиваме клетки со послаб квалитет, а со тоа и се намалува успешноста и шансите за бременост. Да, неколку пати од почетокот ја споменавте возраста како клучен фактор. Како ја објаснувате возраста и сигурна сум дека има и медицински чуда. Точно така, да, нели како што кажав, затоа и ние сме тука. Возраста ја потенцирав бидејќи за возраста нема лек, нели? Возраста секако дека влие најмногу врз квалитетот на гаметите, особено на јајцеклетките. Колку се повозрастни пациентите, нели, толку е поголем ризикот од анеуплоиди. Имаме ембриони кои што имаат нарушена цитокенетика, односно развој делба, ембрионите ни застануваат на 3-тиот или 5-тиот ден. Дури 70% од јајцеклетките се абнормални кај пациентки по 40-та година. И затоа пациентите треба свесно и со реални очекувања да влезат во процесот, бидејќи секој индивидуален оваријален одговор е индивидуален, непредвидлив, особено кога докторот за прв пат се соочува со организмот и поради тоа пациентите не секогаш треба да очекуваат успех од прв обид. Би кажала дека првиот обид е повеќе диагностички. Како резултат на тој прв обид и одговор на стимулацијата, докторот понатака може да предвиди, промени, да додаде, да одземе, па и да го промени протоколот и вториот обид да биде оптимизиран и да имаме поголеми шанси. Така да секој циклус е нова шанса и нова можност. Иако ја потенцира возраста, нели, како еден од најзначајните фактори, морам да кажам дека во поново време, во денешно време, според Светската здравствена организација, со секоја наредна едиција, квалитетот на критериумите за квалитетот на јајцеклетките и сперматозоидите опаѓа генерално во светската популација, поради надворешни фактори и влијанија како што се загадениот воздух, нездрава исхрана, стрес, лош животен стил, нели? И поради тоа, моја препорака и совет е да пациентите и кои не планираат, а се во репродуктивниот период од 20-та до 30-та, ајде да кажеме година, да направат рана проценка на плодност, со можност за превенција, да си замрзнат јајцеклетки или ембриони за во иднина да можат полесно да, доколку им е потребно нормално, полесно да ја постигнат целта. Да, јас не би шпекулирала со бројки, ниту пак со проценти. Знаеме дека секоја инвитро фертилизација не може да биде успешна и добро го објаснивте тоа како оди првично со запознавање на пациентот со неговата пациентка, идната мајка, но еве што е она што ќе зголемува шансите за успешна инвитро фертилизација? Така, шансите се зголемуваат, како што кажав, првично со прецизна индивидуална стимулација кај секоја пациентка според нејзиниот хормонален статус, возраста, претходните циклуси доколку ги имала. Исто така, многу битен момент се лабораториските услови, тоа да биде во строго контролирани лабораториски услови, нели ние температурата, pH, гасовите, сето тоа треба да биде во манипулацијата да биде многу прецизна. Доколку е потребно, нели, кај пациентките се следи, нели, и цитокинетика на ембрионите, односно развојот, делбата, се прави избор на најдобриот ембрион за трансфер,
подготовка на ендометриумот, матката, не мора да значи дека во истиот циклус треба да се направи трансферот, доколку не е подготвен тој момент, значи можеме да го замрзнеме ембрионот, па да го направиме трансферот кога нели условите ќе бидат идеални. Животниот стил, како што кажавме, значи нема алкохол, нема цигари, помалку стрес, повеќе сон, физичка активност и така натаму. Би им препорачала на пациентите кои што го планираат процесот да се одржуваат на овој режим дури 1 до 2 месеци претходно. Психолошката поддршка, особено кај жената, бидејќи жената поминува низ процесот на стимулација, хормонална стимулација, каде што процес кој што нималку не е лесен и им е потребна како физичка, емотивна, така и психичка спремност. Така. Јас сум убедена дека нашите гледачи добро не следат и се запознати со многу нешта, можеби ги слушнале, можеби не ги слушнале, но сигурна сум и дека сакаат да знаат дали постојат некои современи, најсовремени методи со кои што можеме уште подалеку да отидеме, односно уште поблиску до решението и до она кое што сакаме да го постигнеме со. Секако да, ембриолошката лабораторија во клиничка болница Аџибадем Систина бележи бројни успеси со постојано воведување во едукација и воведување на најсовремени техники, брендираната опрема, искусниот тим, стандардите и протоколите кои што ние ги користиме се доказ за квалитет. И поради тоа можам да кажам дека сме лидери во регионот за вонтелесно оплодување. Од техниките би ги издвоила, да, секако тука се ласер асистит хечинг за полесна имплантација на ембрионот, биопсија на ембрионите доколку е потребно. Исто така користиме високо квалитетни медиуми кои што ја намалуваат ДНК фрагментација, нормалности и така натаму. Значи, секако многу од овие техники да се современи, меѓутоа ние ембриолозите правиме проценка кога и кај кои пациенти и на кои ембриони треба да се направи некоја од овие техники, затоа што не секогаш овие техники се инвазивни, да кажам, и доколку нема потреба може само негативно да влијаат на ембрионите и на процесот. Така, времето ми дозволува уште некој прашање да ви поставам. Реков на самиот почеток дека инвитро фертилизацијата во еден збор би ја нарекла надеж. Но колку е важна вербата и на двата партнери? Зборуваме за мајката цело време дека пациентката е она на која што треба да и се направат сите испитувања и така натаму. Колку е тука клучен и другиот партнер, и таткото? Секако да, спомнавме дека нели првичната анализа и докторот специјалист ја прави и кај двајцата нели партнери. Многу е битна, но колку и да е машкиот фактор причина, сепак таа жената го поминува оној потешкиот дел, затоа што во процесот жената е таа што треба да биде стимулирана, да помине низ хормонална терапија и се останато. Се останато. Так. И ќе кажеме и дека уште еден момент е тука интересен, што во последно време и во македонски рамки многу жени кои што за жал не успеале да најдат свој партнер, не успеале да формираат брачна заедница. Точно така, не мора да значи дека е парво прашање. Објективно пациенти, имаме пациентки кои што нели сакаат да се остварат како мајки и ние соработуваме со акредитирани банки за донација на сперматозоиди, па сега во поново време донации на јајцеклетки, на ембриони. Тоа е еден вид решение за пациентите доколку веќе нели по неколку пати имаат неуспешни обиди, абортуси и така натаму, тоа е еден вид крајното решение за да се остварат и на тој начин. И на тој начин, да. И на крај што би им препорачале на сите оние кои што минуваат низ таква една специфична ситуација, се обидуваат на природен начин, не успеваат, веројатно е многу важно и да се охрабрат, што би им препорачале на сите двојки?
Па јас би им препорачала да бидат истрајни во процесот, иако нималку не е едноставен, но само на тој начин пациентите може да се остварат, да ги исполнат нивните желби и соништа, и вреди да се проба, нели? Исто така би им препорачала да си закажат преглед во клиничка болница Аџи-Бадем Систина, да се препуштат во стручниот тим, медицински тим на професионалци кои секојдневно усреќува голем број на семејства. Воедно би им препорачала на пациентите, оние кои планираат или се веќе во процедура, да го закажат своето присуство, бидејќи Аџи-Бадем Систина почнува со нов циклус на предавања од областа на инвитрото, се со цел поблиску и директно да поразговараме, да им ги објасниме можностите, да им дадеме препораки на пациентите и да им одговориме на многу прашања и дилеми кои секако дека ги имаат. Ви благодарам многу што ни бевте утринска гостинка и што еве вака дадовме надеж и верба во тоа дека онаму каде што природата не може, медицината и сите современи техники кои што ги имате во Аџи-Бадем Систина и тоа како можат да дадат шанса и успешно да се заокружи еден цел процес на остварување на животните. Секако, сите ние од тимот, вклучувајќи ги, како што кажав, и пациентите, имаме една единствена цел, а тоа е постигнување на лесна и успешна бременост. Прекрасно. Ви благодарам многу, задоволството беше наше. Убаво кажа Сузана самиот почеток, надеж. Надеж, така. Да, надежта постои. Ви благодарам многу за гостувањето, па да се видиме повторно. Секако.